Венко Филипче не сака ниту да слушне за морална одговорност и покрај жестоките реакции од јавност и барањата за оставка, министерот за здравството такво нешто ќе размислувал дури по крајот на истрагата. Првиот човек на македонското здравство по трагедијата во Тетово, каде животот го загубија 14 лица, дури не одговори на прашањето дали барем чувствува морална одговорност. Министре, дали чувствувате морална одговорност за трагедијата која се случи вчера? Синоча, всушност. Како што кажав, стварно тешко може да го опишам чувството кое што го осеќам од синоќа денеска, сочувството кое што го имам со семејствата. Меѓутоа, со тие одлуки навистина треба човек да живее и јас апсолутно ќе чекам да заврши истрагата. А покрај обичните граѓани кои жестоко реагираа на социјалните мрежи, оставка од Филипче бари лекарската фела, доктор Фадил Цан од инфективна, вели како лекар смета дека за оваа трагедија мора да има одговорност од министерот. Сметам дека било кој, не само министерот, да беше на таа позиција и во било која држава, морално би требало да сноси одговорност и да им се отвори пат на органите за истрага. Морална е обврската да се даде оставка, а пред тоа би требало прво што е до негова надлежност, сите одговорни во раководењето на Тетовската болница да бидат разрешени. А барањата за оставка од Филипче се една од главните теми на социјалните мрежи. Филипче ќе чекал да заврши истрагата за да видел дали да си даде оставка. Тикво, не ти треба истрага за морална одговорност. Ако истрагата покаже дека си виновен, ќе си добиеш кривична. Не е будала Филипче да си даде оставка. Какви тендери сега ќе фрчат од новиот клинички, ќе лапа пари. Објективна истрага кога Заев и Филипче ќе водат истрага за Заев и Филипче. Инаку оставките од морални причини се честа појава низ светот, а биле случаи во Македонија. Прв кој понесе морална одговорност беше министерот за транспорт и врски Антони Пешев во 1993 година, кога премиер беше Бранко Црвенковски, а причина беа две авионски несреќи во краток период. Прво на 5 март таа година, на полетување од Скопскиот аеродром се урна патнички авион Фокер 100 на компанијата Палер Македонија со 97 патници, од кои 86 загинаа. Потоа на 22 ноември таа година кај Скопскиот аеродром се случи втора воздухопловна несреќа. Патнички авион Јак 42Д на Авиоимпекс се урна и однесе во смрт 115 луѓе, а само еден преживеа. Авионот беше на рута од Женева за Скопје, каде требаше да слета. Во 2009 година оставка поради морални причини поднесе тогашниот министер за транспорт и врски Милјана Киевски, која сепак на крај беше одбиена од тогашниот премиер Никола Груевски. Причина беше бродската несреќа во Охрид, каде загинаа 15 лица при потонувањето на бродот и Линдан. Денес во телефонски разговор со председателот на владата поднесов мојата оставка од морални причини, бејќи капетанијата, која е орган во состав на Министерството за транспорт и врски, е надлежна за Охридското езеро и денес од морален чин кој се случил, јас зборав со луѓето десетици години, на нас не е случај, каде што има голем број на жртви, од морална одговорност денес поднесов оставка. Инаку шефицата на обвинителството за организиран криминал и корупција Вилма Русковска даде наредба да добие целата документација за 19 изградени монтажни болници, откако Филипче ги повика истражните органи да ги истражат јавните набавки.